Следуваат минутите резервирани почитувани гледачи за хортикултура и секако бараме убав двор. Нашата екипа овој пат се наоѓа во Драчево и најдовме убав двор да видиме на терасата веќе домаќините не чекаат. Здраво му велиме на Андреј, така? Здраво и на Бурче. Убава тераса, цветна, целата со петуни. Кој е задолжен за одржување на цвеќињата? Па задолжен е дедо ми. Тој ги наводнува и ги одгледува петуниите. Јас предлагам да одиме заедно да видиме што е направил дедо ти во овој убав двор. Може? Ајде. Убави петуни, каже, во дворот, меѓутоа и убаво бунарче. Заштитен знак ви е на дворот или? Да, секако тоа е имитација, не е оригинал. Значи нема вода? Нема вода, долбоко е 50 метри удоле. А 50 сантиметри? Ставено буре, овој буре едно и камењот го зидав околу, го испугирав, го направив исто така и зидот од отај. А камењата од каде се? Камењата збирани се од Маркова река. Да, има бунарот име или не? Маркова река може да се вика Марков бунар. Не. Така. Бунар. Така, има и убави цвеќиња тука. Полевање? Полевање скоро секој ден во рутините, кога? Иначе, кога е поладно, на 2 дена се тура вода. Така, а позади вас овдека па гледам убави зелени дрвца, да не знам како се викаат. Меѓутоа убава им е формата. Формата јас ги кројам, иначе ги дотерувам. Инаку ќе раснат на сите страни, нели? Да, како бербет ги почишувам на една недела, на 2, како истеруват. А тревата на колку време се коси? Тревата зависи. На една недела, 10 дена, зависи како ти тураш вода. Така и терава. Така, има овдека и убав алпинетиум пред бунарчето. Го рипнавме него. Пошавме прво делото твое, нели? Овдека е. Разни цвеќиња насадено. И тие ги кројам јас. Овие се разни перени, убаво шатирано зелено дрвце. Има и цветни, и сардели. Од све има. Малку шатирана перенче, меѓутоа има и убави од озгора поставено врз земјата, украсни декоративни дрвца. Кој ги става дрвцата? Дрвцата ја ги ставам, ги купуваме тие. Да, а кој ги реде? Има некој задолжен? Понекогаш внука. Да, секако. Помагаш така? Да. Еве гледаме се преоѓаме, овдека имате па преубава лаванда. Убаво мирисе, собирате цвеќе или? Цвеќе збираме и цветот го користиме, некој кажува дека добар бил за да се исуши и да го ставаш во шифонјера. Гледам две убави магнолии, уште не почнале да цветат? Па тие викаат после 4 години цветале, ама ја ги подкинувам да бидат по-густи да раснат. Си, значи сакаш по-густо да биде? Да. Нормално. Да оформат некоја фигура. Неелките не им треба. Тие сами си се кројат, сами раснат. Бираат и за нова година ги украсувате или? Да. А кој ги украсува? Јас. Со мојата татко ги украсуваме. Да, дворошки, значи за нова година ќе дојдеме кај вас, а чешмата? Чешмата исто ми ја зидавме тука, со помош на еден мајстор и така. Значи совет примате? Да. Стручни лица, имате јагоди, берете или? Само декоративно стојат? Така, за декорација. Така, имаме уште вамо и разни зелени дрвца и уште едно алпинетиумче овдека во средина, нели? Цветно е внатре, има и треви. Да, и тоа. Дали е тешко се ова да се? Обавеза, тешко не е, ама обавеза. Треба редом да го платиш, кога треба вода. Така, имате и базен за Треба вода. да се коси, да, и тој. Кој ќе се топлице бања на него. Убави е цветни терасата, подценка е, нели тука? Да, тука навечер седиме, некојаш и на сабајле, кафето тука. Заедно со бабата? Да. Ви благодарам што не прошедавте низ вашиот двор и секако ве оставаме вие да си се бањате во базенот, нели, да се капете, а ние си одиме. Пријатно!